ова е единствениот официјален разговор оваа година, што исто малку чудно. Минатите фестивали имавме дневно по 5-6 разговори, имавме доста луѓе од страна, ова е регионален фестивал, така што еве само еден. Чудно, а и овој кога гледаме да биде пократок, бидејќи денес програмата е доста густа. Од 8 е тој као свечениот, да речам, дел која е доделувањето на главната награда на фестивалот на Јана Бауер од Словенија. Таму имаме некое видео, некое нејзино обраќање и мал разговор за неа. Така што ние кога гледаме да бидеме ефикасни, ама би биле благодарни ако и вие земете учество во вториот дел на разговорот, бидејќи темата е македонската книжевност за деца. Тоа е доста по мене провокативна тема, има 1000 слоја и може од секаде да се допре. Заради тоа е можда и неблагодарно што сето тоа ние кога го набиеме во сат време, да речеме. Ама ќе се обидеме. Ќе се потрудам јас ко водител. Јас сум Никола Гелевски, главниот уредник на целиот фестивал и на издавачката куќа Темплум и на Окно. Од мојата десна страна е Билјана Црвенковска, која исто има доста солидно искуство во издавањето книги за деца, но пред се во пишувањето книги за деца. Билјана ќе ни каже воопшто како одело тоа, дал прво било пишувањето, па уредувањето, па сето тоа. Ване Костуранов е можда најпознат од нас четворица овде, веројатно и најпродаван и најчитан. Тоа е една од причините зашто го викнавме Ване. Ване е као некаков мејнстрим во оваа доста јадна земја што се однесува до некакви мејнстрим структури. Но тоа исто ќе биде интересно и една од темите со Ване ќе биде баш тоа. Што е воопшто мејнстрим, дали уметноста може да се продава, што значи да се живее и да се работи во ваква прилично провинцијална средина и така. И на крај мојата колешка Фросина, вчера ви реков, со Фросина повеќе помалку го организиравме фестивалот, го направивме овој број маргина, таму можете да го видите и да го купите, кој целиот е посветен на детска книжевност и има неколку интересни таму исто темати кои допираат да речам и смислата на детската книжевност, на книжевноста за деца, незината позиционираност, незината историја, теориските аспекти на тоа прашање, што значи книжевноста за деца воопшто во рамките на книжевноста и така. Така што се надевам и Фросина, која инаку е компаративист, дека ќе даде интересен прилог во целиот разговор. Инаку, јас се трудевме заедно со Фросина изминатиот месец да викнеме и повозрасни луѓе кои се подолго на сценава. Например, Стојан Тарапуза видео Подгорец го викнавме и така, ама заради ова ковидов, коронава, тоа се возрастни луѓе одбија повеќето од таа, да речам, генерација. Оливера Николова, Цане Андреевски полни 90 години, Бистрица Миркуловска оваа година, ама едно 5-6 луѓе не откачија. Не откачија дури и некои релативно помлади, бидејќи нели темата е македонската книжевност за деца. Така што малку ни е сиромашно, да речам, нашата репрезентативност. Например, таа генерација никој не ја представува, а која е важна, нели, врз неа као нешто се гради. Ама ке пробаме, јас ке се обидам да бидам критичен, и афирмативен нормално и кон таа генерација, врз која ние некако се надоврзуваме или не се надоврзуваме, се трудиме баш да направиме отклон од нив. Па ете, Билјана, тоа нека биде моето прво прашање за тебе. Како воопшто имаш однос кон таа традиција на македонската книжевност за деца? Дал воопшто тоа ти е важно, дал некогаш се бавила со тоа, дал те оптоварувало или си баш слободна во однос на тоа? Не, апсолутно сум слободна. Сега, значи, прашањето е прилично комплексно, затоа што да речам, едни од моите најомилени книги за деца се баш тие македонски, значи Шекерна приказна од Славко Јаневски и Зоки Поки скратената варијанта со илустрациите на Димитар Кондовски. Значи, има таму книги кои што се безвременски.
Се без разлика што можеби зоки поки не денешните генерации е малку чудно сето тоа што се случува таму, бидејќи е тоа премногу ретро, ама пак мислам дека си го доживуваат некако на некој нивен начин. Шикерна приказна апсолутно безвременска. Сега факт е дека некои од тие приказни треба да доживеат некаков ревајвал во смисла на да оживеат со некакви нови модерни илустрации, што мислам дека многу малку го има. Не го прават дури издавачите кои што, да речеме, сега земаа повторно да издаваат некои од тие изданија, пак изгледаат лектирски, пак имаат само една обична корица, можеби малку подобра од оние старите корици на лектирите, меѓутоа пак нема вистински шекерна приказна. Зошто да нема убаво илустрирано издание? Зошто децата да ја читаат во онаа форма во која што ја читаат сега? А факт е и дека има приказни кои што можеби, книги кои што можеби и не заслужуваат толку значајно место како што го добиваат, особено во баш тој систем образовен каде што влегуваат во задолжителна лектира. Кажи ми нешто исто за твоето искуство. Ти работеше и на Биби. Тоа е можда најпопуларниот концепт, да речам, што допира книжевно за деца последниве десетина години. Како гледаш на тоа и воопшто таа поделба? Што воопшто се продава? Кои се успешни писатели за деца? Кои се успешни издавачки кои дали има формула да се успее и дали тој успех е она ефтин и манипулативен или стварно она се крие некаква вредност за тоа и сериозна работа? Добро, мислам дека Биби е претежно Дизни концепт. Значи јас некако така го гледам на тоа. И Биби е пред се телевизиски, односно, ајде да речам, дигитален производ. Така. Пред се таму цртани филмови. А книгите се произлезени од тие цртани филмови. Тоа е слично како што книгите, например, за Minions излегуваат од цртаните филмови за Minions, како што книгите за Frozen излегуваат од цртаните филмови за Frozen. Тој комерцијален концепт дефинитивно секогаш успева. Поготово што, особено што Биби е бесплатно достапна содржина на YouTube. И таа бесплатно достапна содржина на македонски јазик е веројатно првата таква модерна содржина која што ја имаат денешниве деца. Затоа и не верувам дека има нешто друго, барем јас немам видено. И верувам дека прегледите на YouTube кои што на едно видео, на некој од видеата надминуваат милион и пол од видео, дека апсолутно ако милион и пол деца, родители и деца го видат тоа видео, дека веројатно 3-4 илјади немаат проблем да ја купат таа книга. Ване, каде потпрашам после нешто била на оваа тема, ама осеќам потреба баш Ване да го вклучам на ова место. Дали ти мислиш дека децата се она лесна публика, она баш склона, мислам лесна да ја изманипулираш, баш да речеме со овие она као Дизни стратегии и воопшто тие она маркетиншки стратегии кои нели денес се клучни за целата индустрија, за целото стопанство, нели. Многу е поважно да продаеш производот отколку каков е тој производ. Какво е твоето мислење кон децата ко публика? Па тоа, уствари, за децата, тоа искуство, за разлика од сликарството и претходно се што сум работел, книгиве за деца кога требаше да ги правам, уствари беа мојот најтежок предизвик, веројатно, кој што сум го прифатил до сега да го правам. Исклучително тешка публика се. Ја тргнав од моите деца, они ми беа први критичари за моите книги, дори ги правев. Ама и онака, мислам, не се поминува, колку не е само маркетингот важен. Не значи дека ако водиш во маркетинг ќе помине тоа кај публиката. Мора да е добро сработено, да има психологија, да знаеш што сакат децата. Новиве деца, нивниот стил на живот е многу поразличен од тоа што било порано пред 20, пред 30, пред 40 години, како што вели Билјана. Дел од тие книги или лектири им се
веќе ретро, ми треба некаква модернизација, барем можеби во илустрациите. Ама мојот впечаток е дека, што знам, ако пред 40, 50, 60 години сме ги имале тие изданија на детска радост, да кажеме, со тие илустратори и автори и писатели, после не знам што се случило. Јас не бев дел од таа сцена или не ја пратев таа сцена, детската литература, дури ми се родија децата, ама не знам како сме отишли од тоа едно ниво да паднеме толку долу, особено во делот на илустрацијата. Тоа неверојатно е, например, тоа што денес се издава подлогата на детска радост, да го споредиш со тоа што се издавало пред 50-60 години, 40 да речеме. И кога се роди ќерка ми пред 10 години, јас тогаш навлегов во тој свет и купувавме доста книги. Просто не ми се веруваше на кое ниво е таа литература за деца. Пред се беа некакви едукативни содржини, преводи некои ужасно лоши од странски литератури. И тоа ме поттигна на некој начин да влезам во тој свет, да се обидам да дадам некој свој придонес. И не очекував дека ќе биде толку тешко, да бидам искрен. Посветив доста време на тие книги изминатите 3 години и ако мислиш дека, мислам, тоа комерција, пошто ме представя како мејнстрим, комерцијално или не знам. Колку те спровоцирам? Да бидам искрен, не е тоа професија која е многу исплатлива, многу мал пазар сме, тиражите се мали и за да го правам тоа, уствари ја барам начин како да се финансирам за да можам да го правам тоа. Така да од таа финансиска смисла не е тоа нешто сега мејнстрим или да се продава, ама да речеме од пред 10 години до сега мислам дека работите тргна баш онака нагоре да се движат во еден убав правец и од денешна перспектива сега има стварно добри издања и од домашни автори и од странски автори, преводи и скоро сите издавачки куки веќе почнаа да издаваат и детска литература, што, например, пред 2-3 години не беше тоа случај. Многу е заправо слоеви феноменови и како кажам она баш амбивалентен го допираме тоа. Таа традиција, например, социјалистичка, модернистичка, во детската книжевност и воопшто во нашата култура е многу важна и као сите се колнеме во тоа. Избориме као дека ако нешто било сериозно, као фундирано во оваа земја, во културна смисла, па и пошироко се разбира, тоа било до 90-та година. Ама не е така. Мислам дека сите лоши работи во овие 30 години, а ги има стварно многу лоши во културата, а и во ова потесно во наше поле книжевност и детска книжевност, заправо се лошо втемелени во тоа доба. Тој, например, педагошки завод, кој одредува лектири и сето тоа, мислам дека е катастрофална институција 70 година назад од која постои. Веројатно постои од 45-та година. И мислам дека катастрофите на лектирите произлегуваат од таму. Тој однос ова, ти што викаш, ја исто сум шокиран. Многу со години зимам книги, ги читам тие книги од 40, 50, 60 на окно доста сме објавувале. И од овие детски весписанија кои одма после ослободувањето 45-та се појавија. Има сјајни работи, дури има ги илустраторите, например, го спомна Кондовски, Билјана Шијак исто. Има многу фини книги, ама толку малку среде тоа море од ѓубре. Ама не само што е ѓубре, особено во ликовна смисла. Дури 90-ти гледаш тој педагошки завод, некои цртежи кои се срамни за основна школа, за деца на ликовна она. Некои теткици, некому давале, знаеш, чичковци, некои кои можда имале врска во детска радост и се до тоа. Така што ја мислам дека не е крив као капитализмот, зашто се го обвинуваме, нели, као било добро во социјализмот, него мислам дека и воопшто односот кон книгата, например, тоа, како да кажам, некое дури сакрифицирање на книгата, просто достоинството на книгата се подразбира кај секој што се бави со книга.
они немаат она елементарна апаратура, немаат уредници, немаат преведувачи, немаат илустратори, на сите тие милиарда она испечатени книги и во лектири, надвор лектири. Свикам, кои се тие луѓе? Мислам, која е таа култура? Тоа е продолжи целата таа приказна за жал и 90. Баш отворив една пред некој ден од 90-та година нешто така, истото тоа, истиот тој ужас. Нема преведувач, нема, сите знаете дека се. Сега морам нешто да прашам. И само да завршам и се извинувам што сум предолг, дека се тоа поентата ми е дека се амбивалентни работите. Ете и овие што се сега као мејнстрим и ние малите издавачи као ги мразиме Арсламина и се до тоа Ване работи за нив, а и ти работиш за нив. Заправо од една страна се одлични, бидејќи имаат пари да донесат некои нови книги, се до тоа и ги подигнаат стандардите во ова што зборам, технички, графички, се до тоа. А од друга страна исто настапуваат на тој, не би ни рекол ни пазар овде никогаш и немало, него во една растурена она културна средина и пак сме амбивалентни со стремеж да бидат монопол. Така што проблемите на социјализмот некако се и денес само во нова форма, повели да, али еве, сега пошто ти зборуваш за тие книги какви се и лектири. Значи, еве јас ќе те прашам, што мислиш подобро е децата да ги читаат тие книги или да ја читаат Биби, каде што ти имаш за прв пат после не знам колку време и во книжевност и на телевизија, силен, храбар, независен женски лик, што машките деца повеќе го сакаат од незиниот другар кој што е машки лик, прв пат се случува тоа во Македонија, лик кој што пропагира љубов кон природата, љубов кон животните, пренесува силни пораки, да, на комерцијален Дизни начин, значи јас Бибија пишувам нели по нарачка, така? Тоа е проект кој што е зад кој што стои една продукција. Тоа е светот на Бибија, односно факултети МК. Меѓутоа, без разлика што може би јас, моја книга не би ја напишала баш така и не толку комерцијално како Биби, може би значи се едно, така не го правам тоа за свој вкус, меѓутоа кога пишувам 5 плюс фамилија, јас пишувам 5 плюс фамилија, кога пишувам Биби, пишувам Биби. Може би не е по мојот вкус, јас како јас, што стојам за тоа, меѓутоа е апсолутно подобро децата да го читаат тоа да што да читаат некој од оние лектири, така? А може би и децата кај нас уште не се спремни да ја читаат Сигрид и Нокита беше на Ника, на Гаврош, за која што знаеме како, па ние бевме со Ваня на трибина, каде што жена психолог која што седеше со нас на трибината, ни рече дека децата не смеат да читаат такви книги кои што се бават со губиток. Или еве да кажеме на Оливер Џеферс што е сега срцето и шишето, да, например, тоа е по издание на Арсламин. Да, знам, имаат прекрасни книги, да, и ја ги купувам, да, така што, ама за срека се појавуваат и вакви мали, ко Гаврош, со исто сјајни книги, Бегемот и многу други, да. Па и Чудна шума, па и Темплум, па и... Мислам, има за срека и меѓу малите издавачи кои се тераат некоја прекосна, или као собствена политика издавачка, која, нели, као толку не интересира дали се продаде тоа или не, и обратно, овие кои ги интересира само дали тоа оди на пазарот. Фросина да ја вклучиме во разговорот, а и да се надоврзам ова што велам, и ја имам таков однос со книгата. Книгата ми е некако стварно она свет предмет, да кажам, за она створ, не знам што е. Ама баш за Сендак. Фросина направи еден термат во новата маргина за еден од најдобрите светски илустратори во 20 век, Морис Сендак, и ќе ви прочитам едно делче, неговиот прв контакт со книгата. Вика, со таа книга, тоа е Принцот и просјакот, вика, Морис ја добил од сестра му Натали. Вика, со таа книга почна еден ритуал. Прво нешто беше да ја поставам на масата и да ја зјапам во неа долго време. Не зашто бев импресиониран со Марк Твен, туку едноставно зашто беше прекрасен предмет. Потоа следеше мирисањето. Беше испечатена на особено фина хартија, за разлика од Дизни книгите што ги добивав претходно. Принцот и просјакот убаво мирисаше, а имаше и светкава ламинирана корица. Откачив поради тоа. И беше многу цврста, мислам, многу цврсто беше подврзана. Се сеќавам дека се обидов да ја загризам, што не мислам дека беше намерата на сестра ми кога ми ја купи. Но последното нешто што го направив со книгата беше да ја прочитам. Добра беше. Но во една книга постои многу повеќе од самото читање, постои сетилност.
Сум видел деца да допираат книги, да галат книги, да мирисаат книги. И затоа книгите треба да бидат прекрасно создавани. Мислам дека мојата страст за книги и правење книги започна тогаш. Гледате ова, ја на пример во ова скроз се препознавам, ама неверојатно ми е како сите тие луѓе што правеле со децении книги, тоа го немаат. И дека македонските книги се ужасни. Мислам, онака, дури не можеш ни да ја читаш. Ужасна е, сама по себе. Ова го зборам бидејќи тука и брат ми, а и други луѓе што се бават и со графички дизајн, па и со правење книги. Знаете, некако, го почнувам прашањево, извини Фросина, што пак сум толку долг, меѓу другото и тоа што како не согледуваме, па и ние од оваа страна, дека сето тоа е поврзано, дека врвен печатар, кој ги знае највисоките стандарди во својата област, е исто толку важен како и добар уредник, како и добар писател, како и добар новинар кој тоа знае да го представи. А ние сме сите затворени во своите ниши, полни со омраза, со некоја ситна таква. И тоа мислам дека трае многу, децени и дека ни прави проблем. Например, ајде, после, за тоа. Ако може само тука да се надоврзам малце. Да, повели. Пред некое време имав можност да влезам во ателието на Кондовски и да пролистам низ неговите илустрации што ги правил за книги за деца, оригиналите, се спрема изложба една таква. А тоа што ме фрапираше беше неговата посветеност, педантност во самите илустрации, неговото познавање на графичкиот дизајн, како правил корици, например за Зоки Поки имаше 4-5 корици направено. Типографијата како ја правил. Колку прецизно, колку педантно. Позади секоја илустрација има коментар за тие што треба да го печатат. Која боја, каков пантон, каква нијанса треба да има. Мислам, неверојатна тоа прецизност, посветеност и знаење што го имале и тоа што викаш, иако со скромни, веројатно, технички можности тогаш, колку се посветувале на тоа крајниот производ сепак да биде пристоен и добро отпечатен, верен на тоа што он го работа. Да, скроз согласувам, да, и па и Шија го спомнав, да, и они, ама сепак велам, за жал ретко се. Фросина, мислам, можеш што сакаш да кажеш, фала Богу, јас можеби, знаеш, да те упатам воопшто за местото, можеби, ако сакаш, или за Сендак, бидејќи за тоа викат и направив, местото на детската книжевност во рамките воопшто на книжевноста, и само ова кратко, баш го прочитав кај Нортор Фрај, е славен теоретичар на книжевноста, критичар, кој вели дека поезијата потекнува уствари од бабл и дудл, од дрдорење и чкртање, и дека детската книжевност заправо кој некаков крак на поезијата и на некаква древна, архаична книжевност, која е поврзана со баење, со загадки, со такви ствари, баш произликува од ова, бабл, дудл, дрдорење и она, шкрабање. Ти си нова релативно, Фросина, во детската книжевност, знам дека она не последниве години, и како ти гледаш на тоа? Да речеме и ко некаква ниша и во рамките на книжевноста, и ко во рамките на општеството и на културата. Што значи детската книжевност? Детската книжевност во суштина, мислам, очигледно тоа го разговараме цело време, е доста маргинализирана во рамки на книжевноста кај нас, ами и во светот воопшто. И тоа во голема мера потекнува од, ми се чини, од нашата перцепција кон децата, затоа што вообичаено нив ги наблюдуваме како сметаме дека имаат ограничени перцепции, дека имаат ограничени сваќања и интелектуално и емотивно. За жал и во нашата секојдневна комуникација кон нив најчесто така се однесуваме и нели кога
и тоа се огледа и во овој аспект кога ги бираме со какви содржини да ги запознаеме, го бараме она што според нас е наједноставно за нив дека лесно би можело да го прифатат, но вистината е дека тие всушност имаат многу истенчени сетила, а неретко точно знаат што им се допаѓа и што сакаат. И интересно кај нив е што се критичари без влакна на јазикот. Ако му се допаѓа таа книга, ќе обожава и ќе ја јаде, како што били Сандак во својот цитат во своите сеќавања од детството. И ако не му се допаѓа, тогаш ќе ја фрли, нема никогаш повеќе да ја земе, значи во тоа се многу директни и јасни. Ја подценуваме нивната способност за восприемање на информации. И делумно затоа она што коментиравте вие до сега, нашите книги за деца, домашните се ограничени во разни аспекти, а всушност треба да се градат на разни нивоа и тоа е и да се создава со страст, со вистинска страст, да се нивните автори да се посветат од секој аспект и да се градат на разни нивоа, тоа да биде читливо и за едно мало дете, меѓутоа да биде многу читливо и возбудливо за возрастните. Бидејќи го спомнуваш Морис Сандак, тоа ми е навистина драго да разговарам со него, бидејќи е гени во детската книжевност, во американската книжевност, која што е една од, мислам, многу е развиена во аспект на книжевноста за деца во Америка. Тој интересно негово мото е дека вели дека тој не пишува за деца, тој само пишува и потоа некој доаѓа и вели аха, ова е за деца. Меѓутоа неговата перспектива не е таква, бидејќи неговата книжевност изградена е толку неверојатно комплексна и тоа е фасцинантно и тука колку и да се анализира во длабочина, никогаш не може да се изнајдат сите линии помеѓу мноштвото елементи кои што ги воспоставува на ниво на психологија, на ниво на филозофија, на ниво на визуелна илустрација и во самиот наратив. Она што ние секогаш мислиме дека децата се примале например за пренезрели за восприемање на комплексни концепти. Еднаш имав интересен еден малку за мене иритантен разговор во кој влегов кога се обидував да докажам се на соговорничка дека концептот на толеранција и на заедништво треба да се внесува и преку образованието и преку литературата, особено помеѓу децата од најрана возраст. Одговорот од спротивната страна беше дека тие се примали за таков концепт. Меѓутоа има разни начини како тоа посредно да се внесе низ комуникацијата со децата, низ книжевноста, низ образованието, и книжевноста е многу битна. Ако смеам да го воспоставам и таа релација во сегашниот наш концепт на оваа пандемија, кога имаме такви проблеми со образованието, мислам дека би требало многу повеќе внимание да се посвети на книжевноста во образованието, затоа што многу брзо тие може да созреат токму преку восприемање на тие наративи, преку разговор за нив и комуникација. Има мноштво релации кои што може да се воспостават помеѓу книжевноста за деца и сите области. Ти благодарам, Франсина. Уште еден аспект сакам да истакнам, да обрнам внимание. Пред неколку години правевме муабет со мој пријател што живее во Словенија и ја спомна као вика во Словенија секоја селска куќа, малтене секоја, имаат слика на Франци Прешер, ко светец. Ја имаат дома. И тоа мене ме шокира. Мислам, јас знам дека Словенија имам доволно години, Југославија е мојот културен контекст и ден денес, а и порасна во тоа обкружување некако, така што знам доста за Словенија, ама некако тоа онака ме штрецна и тоа во Македонија е апсолутно незамисливо. Дури Кочо Рацин, тие некои кои се баш иконични митски фигури за нашата култура, заправо не се расширени. Кочо Рацин е на некакво културно наследство можда на 10.000 луѓе.
што е неверојатна бројка за Македонија, бидејќи супер квалитетни ствари, например Славко Јаневски, исто една од најважните фигури во детскава книжевност, може да е на неколку илјади луѓе она важна. Зборот ми е во многу земји, и тоа во многу, да речам, европски земји кон кои гравитираме, детските писатели се на ниво на божества. Мислам, баш светци, чија што слика се чува во секоја селска куќа. Мислам, тоа е посебно во скандинавскиве земји. Баш пред некој ден на окно објавивме, скоро ја открив, он се вика Елза Бесков, тоа е негде 20 години, крај на 19 век, почеток на 20 век, сјајна илустраторка и писателка за деца. Она има музеј во Стокхолм. И рече се сите, ова Уве Јансен во Финска, во Данска, Андерсен, да не го спомнуваме. Знаете, не случајно целиот муабет го вртам натаму дека детската книжевност е ужасно битна, дури ако сакате и во таа политичка, националистичка некаква смисла. Баш таа експанзија на национализмот и на создавањето на националните држави е 18-19 век, во голема мера е поврзано и со афирмација на детска книжевност, со правење реченици се до тоа. Змај, Јован Јовановиќ Змај, исто една од клучните фигури на српската култура. И ради тоа ви викам, некако и денес не можам да фатам 2 и 2 во нашава култура македонска, зашто толку ајкаво се правило. Океј, имаме супер примери, набројуваме, Славко Јаневски, барем уште 5, можда и 10. Со онака солидна книжевност за деца, илустратори може да имаме 3, ама односот кон тоа е никаков. И денес е никаков. Не, извини, ќе те прекинам за илустраторите. Значи, ова го знам од луѓе кои што работеле во детска радост. Тоа била една многу лоша политика во тоа време. Илустраторот воопшто не се сметал за рамноправен автор. Детска радост не признавала кој авторство како такво. На многу книги илустраторот малтене, ако не бил Димитар Кондовски или Томо Шијак, некаде не е ни подпишан воопшто. Значи, целиот однос кон тој втор, да речам, подеднакво важен дел во детската книжевност бил многу потценувачки. И илустрацијата била ставана некаде таму. Па дури името, ако може, нели да се шутне или да се скрие. И мислам дека и тоа има свое, зошто немало. Ако смеам да се надоврзам, кога ги спомнуваме овие важни автори во детската книжевност кај нас, Славко Јаневски, исто шикарна приказна, мене ми е се уште во сеќавање како една од најзначајните книги од моето детство. Неодамна дојдов до податокот, мислам уште од мала не сум читала, но ми е во сеќавање, но дојдов до податокот дека во таа приказна сите ликови се мажи, што ми беше многу интересно и изненадувачки. И потоа го повлекува на прашање за критичкиот однос што сепак треба да го имаме кон тие книги и стереотипите кои што во нив се содржани и родови и етнички. Го спомна национализмот Никола во книгите за деца и тоа ме потсети на ова сега друга линија на еден пример. Не ми текнува се работеше за некоја не наша, некоја можеби хрватска сликовница во превод, која што во времето кога била пишувана, тематиката е домот и во времето кога била пишувана била толкувана како патриотска, меѓутоа со текот на времето во денешен контекст повеќе се поради елементите во неа повеќе се истакнуваат еколошките аспектите на животната средина во неа, така што и тоа реконтекстуализирање и нели промени во толкувањето се исто така интересен аспект, бидејќи детската книжевност отвара многу линии за такви експериментирања. Би предложил, ако немате коментари, да пуштиме, ако е спремно тоа. Спремно е, Фрусина? Кратко... Видеото, да. Да, кратко видео. Тоа е една интересна жена што живее во Хонг Конг, една од ретките во Македонија што се бавела со детска книжевност и има, ја имам една нејзина книга, мислам дека има неколку за детска книжевност, ама веќе можда и 10 години, не знам колку, Марија Тодорова не живее во... Така што она има некои интересни тези, да го зирнеме тоа, она е учесник во разговоров, па после тоа можете и вие да прокоментирате и да привршуваме.
Ако е спремно, можете да пуштите, ве молам. Моето детство беше исполнето со книги за деца. Читав постојано и читав се што можев да најдам. Сметам дека мојата личност целосно се формираше преку книгите што ги читав. Учев за светот и учев за се околу мене преку книгите што ги читав. Книгите за деца се основниот извор на информација уште од најмала возраст. Уште од најмали децата учат за себе и за светот околу себе преку книгите што им ги нудиме и што им ги правиме достапни да ги прочитаат. Децата не можат сами да одлучат за она што го читаат секако кога се помали. Затоа возрастните се тие што се одговорни да им ги овозможат приказните кои ќе им бидат битни и кои ќе им го приближат секојдневието и ќе ги научат како и за нивното сопствено место во секојдневието, меѓутоа и за целосно како функционира општеството и сите сите други култури во светот. Затоа сметам дека литературата за деца е многу битна, меѓутоа ние возрастните сме тие што одлучуваме што и како ќе читаат децата, и тоа не прави нас возрастните многу поодговорни. Бидејќи литературата за деца не само што секако како и сета друга литература има естетска функција, меѓутоа ја има и она дополнителна едукативна функција. Децата учат од оваа литература за деца и затоа е многу важно какви книги за деца читаат. Токму затоа, бидејќи понатаму кога одлучував за тоа со што ќе се занимавам и која ќе биде мојата професија во животот, токму затоа одлучив дека литературата за деца е она што сакам да го правам. Тоест, особено преведувањето за деца, затоа што сметав дека во Македонија на македонските деца не им се достапни сите приказни за што постојат во светот. Дека македонските деца немаат секогаш можност да ги прочитаат сите интересни приказни и да научат за сите различни култури во светот. Токму затоа тука преводот помага овие култури и приказни да се приближат до македонската читателска публика или до македонските деца. Како преведувач одлучив дека тоа е мојата она што сакам да го правам. Сакам на децата да им ги приближам класиците за деца, затоа го преведов за прв пат го преведов Толкин, тоест Хобитот на македонски, и серијата за Нарнија на C.S. Луис, кои во тоа време не беа достапни на македонски јазик, меѓутоа сметав дека е многу важно овие книги македонските деца да можат да ги прочитаат и да можат онив да најдат нешто ново, нешто интересно, што претходно не можеле да го прочитаат во другите книги. Понатаму оваа фасцинација со литературата за деца се пренесе и во мојата академска работа. Тоест, продолжив да се занимавам со академско изучување на литературата за деца и на преведувањето за деца. Литературата за деца како академска област исто така е помалку застапена во истражувањата, научните истражувања. Бидејќи самата литература за деца се смета како второстепена или не толку важна област, дури и во рамките на литературата,
тоа се пресликува и во академското истражување и во академската работа. И не толку истражувачи сметаат дека треба да се занимаваат со литературата за деца, освен со нејзината образовна или едукативна функција и како се применува во образованието. Меѓутоа, литературата за деца може да се проучува од многу различни аспекти и сметам дека тоа е важно затоа што таа е еден од основните извори на преку кои децата го создаваат својот светоглед и преку кои децата и учат за себе, меѓутоа учат и за другите и за светот околу себе. Сметам дека во Македонија литературата за деца го нема истиот статус или до неодамна го немаше истиот статус како литературата за возрастни. Многу помалку автори пишуваат за деца или одлучуваат да пишуваат за деца. Многу помалку млади автори одлучуваат да пишуваат за деца, бидејќи немаше ниту многу и се уште нема многу награди за авторите за деца и работата или книгите за деца не беа доволно вреднувани. За среќа и ме радува тоа што во последно време, колку што јас успевам да ги следам трендовите во Македонија, се повеќе автори, се повеќе млади автори пишуваат книги за деца и пишуваат сликовници на деца. И мислам дека тоа треба и понатаму да се промовира, да се поддржи, да се направи се што е можно за овој тип на литература да си го добие заслуженото место во општеството. Бидејќи насекаде во светот литературата за деца се цени како многу важна област од литературата. Има многу познати автори кои пишуваат за деца, кои достигнуваат слава еднаква на авторите кои се занимаваат со литература за возрастни. Пазарот на литература за деца е исто така огромен и носи многу повеќе профит од пазарот за литература за возрастни. Затоа сметам дека поради сите овие карактеристики дека треба литературата за деца да си го добие своето заслужено место и во Македонија преку промовирање на вакви фестивали и преку создавање на многу повеќе можности и награди за младите автори за деца. Исто така, Македонија не ги следи ниту, што јас знам, трендовите светски на организации кои го промовираат пишувањето за деца. Македонија не е членка ниту во меѓународната организација на книги за деца и млади, која секоја година има активности за промовирање на литературата за деца и промовира книги за деца од различни земји. Меѓутоа, со самото тоа што ние сме членка, губиме можност нашите автори да бидат промовирани во светски рамки и со тоа да добијат многу поголема изложеност и многу поголем, преку преводот, поголем број на читатели. За да станат светски познати авторите за деца, треба да се занимаваат со или да размислат како во своето творештво да се занимаваат повеќе со општествените прашања кои се битни. Значи, токму тоа беше мотивацијата да се занимавам со истражување на литературата за деца и културната разноликост, што беше тема на мојата прва академска книга, која произлезе од повеќе годишно истражување на книгите за деца кои беа напишани во Македонија од самото формирање на независната држава на Македонија па се до денес. Особено ги истражував книгите кои се наградени и оние кои се вклучени во образовниот процес, бидејќи сметам дека тие
добиваат најголема читателска публика, нели се најчитани. И токму поради тоа ме интересираше како овие книги го пресликуваат општеството или како овие книги им овозможуваат на младите читатели да се видат и себе си и општеството околу себе. За жал, резултатот од ова истражување покажа дека книгите во Македонија се многу монокултурни, дека авторите за деца во Македонија се претежно или барем наградуваните автори и оние што се промовираат во образовниот систем се претежно мажи, дека недостигаат жени автори кои ќе пишуваат приказни од своја перспектива, меѓутоа исто така кои ќе пишуваат приказни со женски главни ликови преку кои девојчињата можат да се идентификуваат и да се најдат себе си и да го формираат својот идентитет. Исто така, кога велам дека литературата за деца е многу монокултурна, во овие книги за деца што ги истражуваат недостасува и недостасуваат писатели и ликови од другите етнички групи кои живеат во Македонија. Исто така забележав дека недостасуваат ликови на деца кои имаат кои се различни од она што е мејнстрим, кои имаат различни способности, тие се или сосема и се присутни во книгите кои децата ги читаат, или пак се представени на многу стереотипен и негативен, во негативно светло. Преку ова децата кои ги читаат овие книги не само што не секогаш можат да се препознаат себе како главни ликови во книгите, туку и создаваат слика за светот која не е вистинската слика, во која недостасуваат многу елементи и многу разноликости кои постојат во светот и на кои треба да се научиме и да ги гледаме и да се научиме како да се однесуваме во такви ситуации. Како преведувач, досега имам преведено на македонски повеќе од 15 книги за деца. Како што спомнав, започнав да се занимавам со професијата преведувач токму поради потребата што ја чувствував или недостатокот што го чувствував во литературата за деца достапна на македонски јазик и сакав да пополнам овој недостаток со приказни кои јас сметав дека сите деца треба да ги прочитаат. Токму поради тоа ги преведов Хобитот на Толкин за прв пат на македонски јазик и серијата од 7 книги од C.S. Луис, што исто така ја преведов на македонски јазик за прв пат. Меѓутоа, откако ги преведов овие два класици, сметав дека тоа можеби не е доволно. Сметав дека не само класиците, туку има и многу други приказни кои не достигаат или што треба да бидат слушнати и што треба да бидат видени од македонските читатели. И токму поради истражувањето што го направив за недостатоците на разноликост во литературата за деца, сметам дека ова може исто така да се надополни преку преводот. И затоа понатаму одлучив да преведувам книги кои можеби не се најголемите класици, не се најголемите бестселери, меѓутоа приближуваат или зборуваат за општествени проблеми и представуваат ликови кои се различни, меѓутоа битни, меѓутоа сепак дел од реалноста на секое дете. Токму затоа ги преведов книгата, серијата на книги за Тори,
од канадската авторка Криста Йохансен, која иако пишува фантастични раскази кои се случуваат во некој нереален свет, сепак незините главни ликови се девојчиња. Девојчињата се тие што го спасуваат принцот или што го спасуваат светот од злото. И не само девојчиња, туку незиниот главен јунак е девојче кое има физички недостаток, тоест кое не може, значи оди со помош на бастумче и меѓутоа ова не и пречи секогаш да биде активна и да биде дел од авантурите. Во една од другите книги што ги има напишано Криста Йохансен, главниот лик е девојче и таа е капетан на брод. Иако легендите велат дека девојчиња не смеат да бидат се лоша среќа на бродови, ова девојче командува со својот екипаж на пензионирани пирати за да го спаси светот и да го спаси татко се од лошите магестрици. Сместам дека токму ваквите приказни се многу битни и многу да им бидат пристапни и достапни на децата на македонски јазик, да можат да ги прочитаат децата на македонски јазик. За прв пат во Македонија преведов книга која е препорачана за деца кои се соочуваат или се справуваат со дислексија или кои се не толку расположени да читаат. Книгата на Овен Кунфер, Марфи Компирката, е наменета за деца кои читаат со потешкоти и поради тоа е нели и приказната е специфично наменета за нив, е динамична и интересна, меѓутоа кратка, со кратки реченици и со јазик кој е поедноставен не во однос на зборовите, туку во однос на можноста да се прочитаат овие зборови. Приказната тече многу динамично и брзо. Значи, ваквите приказни исто така недостасуваа на македонскиот пазар и сметав дека со преводот овој недостаток може да се пополни. Токму затоа преведувањето е многу важно и она што ќе одлучиме да преведеме и како ќе го преведеме е многу битно. Во втората академска книга која ја објавив се вметнати неколку есеи, фокуси есеи за преведувањето за деца како меѓукултурна комуникација, каде што токму зборувам за сите аспекти и специфики на преведувањето за деца со кои се соочував за време на мојата практична работа на преводи за деца. Во неја зборувам за аспектот на манипулација и за тоа колку литературата за деца како второстепена активност и како нешто што го создаваме за детската читателска публика која нели со самото тоа што е детска не го нема значењето исто како и возрастната читателска публика. Самите деца во општеството имаат помала моќ и со тоа како читателска публика се третираат како публика со помала моќ. Сметам дека преведувачите, авторите и преведувачите се дозволуваат повеќе простор за манипулација и за свое видување што е она што е битно за децата. Најчесто правејќи ја литературата за деца поедноставна и употребувајќи многу поедноставен јазик и најчесто користејќи во рамките на преведувањето техники преку кои надворешното и странското се прави поблиско и поедноставно за разбирање. Сметам дека децата
се секогаш подготвени, многу поподготвени од возрастните да ги прифаќаат различностите. И токму поради тоа, како преведувачи и автори, треба да им ги направиме што е можно подостапни различностите, затоа што токму преку тоа тие учат не само за себе и своето место во општеството, туку и за општеството како збир на луѓе кои се различни, со различни култури, со различни способности, со различни начини на живот. Бидејќи само на тој начин децата ќе израснат во возрастни кои не се само читатели, туку и подготвени да промовираат култура на мир и на прифаќање, подготвени да живеат во еден свет во кој различностите не се нешто што е лошо, туку напротив нешто што е потребно и прифатливо. Во последните неколку години се занимавав со истражување не толку на македонската продукција, туку и преводот на македонски јазик од други јазици, туку преводот од македонски на англиски и на другите јазици. Бидејќи не само што е важно што читаме ние во Македонија, туку е важно како светот не гледа нас и што чита за нас и како децата во светот дознаваат и учат за Македонија и пошироко за Балканот. Во последната студија, што е во моментот во подготовка, и се надевам дека ќе биде објавена во текот на следната година, зборувам за сликите на Западен Балкан, на земјите од Западен Балкан, во превод за деца на англиски јазик. Поточно, кои се книгите кои се достапни на англиски јазик и кои се книгите што децата од светот можат да ги прочитаат за Македонија и другите земји од Западен Балкан и каква е сликата што тие ќе ја добијат преку читањето на овие книги. Во ова истражување анализирам повеќе од 50 книги, превод од Босна и Херцеговина, Албанија, Хрватска, Македонија, Црна Гора и Србија на англиски јазик, објавени и во земјите каде што се зборува англискиот јазик, тоест во Велика Британија, во Америка и во Австралија и во Канада. Меѓутоа и книги објавени во превод во самите земји од кои овие книги потекнуваат. Токму поради ова карактеристика дека многу повеќе од книгите достапни во превод на англиски се направени во самите земји во кои се напишани книгите, ми интересираше како сликата за Западен Балкан се формира или која е сликата за Западен Балкан, кои самите автори сакаат да ја презентираат во светот, наспроти која е сликата за Западен Балкан што авторите, уредниците и издавачите во светот одлучуваат да ја представат преку книгите кои ги промовираат во превод на англиски. Има пари интересни поенти да поврзам и со ова до сега што зборевме. Фала Богу, ова е многу актуелно и сите сериозни издавачи и култури што се бават со издавање книги за деца многу внимаваат на овој принцип на инклузивност на кој Марија обрнува внимание. Значи, деца со посебни потребни. Воопшто се што е различно се афирмира секаде на светот и точно тоа е една од големите слабости на нашата култура. Незиниот примерок е доста тенок. Ја ви зборам бидејќи ја читав книгата на која и она сега се повика малку. Она на пример ја анализирала кога збореше она дека не вклучуваат македонските книги. Она збори за наградените книги, што ја добила наградата Ванчо Николевски од 2000-та до 2008, да речеме. Има само 7-8 години, значи тоа е релативно мал примерок, да речам, но знаеме дека е така, дека дури да е примерок од 50 години, нема девојчиња, има многу стереотипи и сето тоа, а нема шанси да има, не знам,
позитивни роми, албанци или не знам што, тоа е Белото циганче е една од интересните книги за анализирање, она делумно се бави и со тоа, со анализа на Белото циганче во незината книга. Тоа преска што ми падне на памет и можда еве и вас да ве вклучам, едно од многуте работи што ни фали, а многу важно, особено во маркетиншка смисла, во смисла на поголема видливост, помпезност, дури, би рекол е награда, сериозна награда, кој што е Калдекот во Америка и секоја заправо држава има сериозна награда за детска книжевност. У Хрватска имаат Григор Витез и стварно а Григор Витез е исто сјаен писател, еден од најдобрите југословенски, ние исто сме го објавувале. Српската традиција е исто сјајна на детска книжевност. Тоа ми е зборот, тоа преска она сака. Можда тој напор треба да го направиме, еве барем ние на пример мали независни издавачи, ама секоја награда, знаете, која формирате, треба да ја планирате она 100 години на напред, а најмалку 10, мислам среднорочно, што значи да ја обезбедите финансии, макар плакале од сопствени пари. Тие работи меѓу другото ја движат книжевноста. Таа Ванчо Николевски награда, кои многу други награди во Македонија се јаднички. Мислам, ја немаа таа снага, ја немаа таа функција која што има сериозно осмислена награда и сериозно поддржана. Така што една конкретна работа, повелете и вие со прашања, повелете и вие со поенти или со коментари. Да, апсолутно се сложувам дека фали тоа, некоја значајна награда, дали за илустрација, дали за писатели. Ги спомна Србија, Хрватска, апсолутно, они имаат голема традиција, имаат сцена која се негува. Таму да кажеме и во Србија и во Хрватска се прават анимирани филмови, играни филмови според детски книги, да кажеме, што знам, Аги Ема, Игор Коларов или Јасминка Петровик. Сега се снима моментално филм по нејзина книга. Да. Во Хрватска, што да кажам, таму посебно таа сцена со илустратори неверојатни има, мислам. Лудило илустратори. Можеби поради тоа што го имаат Светлан Јунаковиќ како професор таму на Академијата за илустрација за деца, па има неверојатни нови илустратори кои излегуваат од таму. Лани, мислам, беше овде Венди Вернич, која беше победничка на Болонја. Беше избрана за најдобра илустраторка. Што знам, Хана Тинтор или не, има феноменални млади луѓе таму на 20 години, што нови генерации си има традиција тоа. Значи не еве како се овде колку 30 години имало мрак. Нема нови илустратори, писатели, едва. И плюс што во тие зими е присутен IBI, International Board of Books for Young People. Тоа е бордот кој што ја доделува Андерсенова награда. Обично IBI доаѓа, треба да е некако иницирано од државата да стане членка на бордот, за да може државата како таква да аплицира со изданија. Обично има, мислам дека се во 4 категории. Едното е авторство, например, детска книга, претежно текст, илустрирана детска книга, превод на детска книга и не знам што беше. Мислам дека беа 4, во кои што категории се доделува Андерсенова награда. И плюс тие го вадат и тој каталог, како им се викаше таа награда, уште една награда има која што IBI. И сега, кога државата ќе се заангажира, например, кај нас никој веројатно не ни знае дека тоа може да се направи, дека треба да се аплицира таму за да дојде тука бордот. И тогаш кога ти ќе можеш да кажеш Македонија даде книга од тој и тој за Андерсенова награда и влезе во номинација или дај Боже доби награда, е веќе посериозно. Хрватски и словенски, пример, илустратори и писатели, скоро секој се во тесна конкуренција за Андерсен.
Или што знам, еве да кажеме, може би ти во Македонија почна традиција да испраќаш за White Ravens. Јас не верувам дека претходно некои издавачи воопшто праќаат македонски книги за таа награда, што е исклучително важна и ценета во цел свет. Билјана треба да ја пофалиме и заради чудна шума. Таму исто имаат, кога веќе зборуваме за илустратори, место илустратори, баш особено овие младиве што се неафирмирани, али ете и на тоа може да обрнеме внимание кога зборам за тие парадокси во целово поле. Знаете, некои добри илустратори заправо одлично живеат и дури ова им е тотално неисплатливо детска илустрација, бидејќи се етаблирале и заработуваат одлични пари од видео игри, дури од тетоважи, од такви ствари. Ја баш зборел со некои добри цртачи, вика не ми се сплати она за 20-30 динари, колку што ние можеме максимум да даеме, а знаете, тоа се стварно мали пари. Од некого бараш 20 цртежи за 20 динари, тоа е стварно смешна пара. Ама они успеваат многу добро да живеат од... Ради тоа ви велам, некако постои некоја сцена и на добри цртачи кои вложуваат и во собствената, да речам, едукација, се развиваат просто, ама надвор од нашите радари, што е глупо и што пак збори за таа провинцијалност на македонското општество. Не сме исповрзани, дури и тие малку квалитетни луѓе, всушност не ги знаеме, не знаеме да се поврземе и воопшто да преземеме некаква одговорност за тоа што се случува во земјата. Повелете, ако сака некој да се вклучи, ако не брзо завршуваме, па да има мала пауза пред следната содржина. Океј, ви благодарам, не ве гледам, се извинувам ако некој се... се извинувам, не, светло ми паѓа, така што повелете. Во училиште само поминала, ја прочитале метафори и така натаму. Значи не се разговара вистински, не мора да биде само на училиште. Тука може да има организирање нели на настани, на разговори со деца, на дискусии. За моите деца тоа беше многу чуден заклучок, затоа што нив не им беше логично зашто детето што пробува нели некоја правда да истере е на ваков начин. Значи поентата на песната е една, но од песната може друго сосема да произлезе, да речеме. Исто така имаше една приказна за еден крал кој што имал 3 сина, многу бил тажен и се открива дека бил тажен бидејќи се извинувам 3 ќерки, многу бил тажен бидејќи имал 3 ќерки и немал ни еден син. И исто така син ми исто реагираше, леку убава причина да биде тажен. Сакам да кажам, не мора книгите да бидат секогаш со содржина каде што ете нели како би имаме јаки женски ликови или што зборуваше Марија, капетанка на брод го спасува светот. Значи дури и вакви проблематични текстови може да се многу интересни и покажуваат некои односи меѓу луѓето, нели за околината, нешто да разберат децата за општеството и така натаму. Значи сакам да кажам, и таквите книги не треба да се изфрлат или целосно да одиме на тоа дека ете нечина тие книги застарени си и така натаму, туку низ дискусии дека може и од овие книги да излезат баш контроверзни теми и многу поинтересни поенти што на децата им се исто интересни за дискусија и поинаку ги гледаат сосема работи. Благодарам, стварно важен придонес во целава дискусија. Жал ми ако не се сними, ама ова технички проблеми со дезинфекција на секој микрофон ти се извинувам. Калинали ти благодарам. Дали има некој друг? Повелете. Јас доаѓам од Детска радост, беше прозвана Детска радост како редакција. Сакам само да кажам и да напомнам дека секој се почитувале високи критериуми таму, така и денес. Меѓутоа, се што ме интересира во врска со Детска радост или јавно кажан збор, ве молам во иднина кога ќе организирате такви трибини, да има представници и од луѓето кои што работат таму. Во однос на квалитетот на литературата за деца или детска литература или литература за деца се сложите се два различни поима. Детска литература е тоа што го создаваат децата, литература за деца е тоа што возрастните го создаваат за децата. Во однос на илустраторски имиња, во последните 20-30 години секако имаме нови имиња. Еве ќе го спомнаме на Александар Сотировски, да речеме, другите ајде и да не ги редам. Меѓутоа сите тие имале шанса да работат и да цртат и Мичо исто така во списанијата за деца кои што се на Детска радост. Сега, место да се набаѓаме, можеби подобро е да соработуваме.
да комуницираме повеќе. И сите вакви трибини ги поздравувам, сите млади автори исто така ги поздравувам, она што го прави Окно, она што го прави Чудна шума, она што го правиме ние со нашите списања, што даваме шанса. Вие зборувате можеби за некое време пред 20, пред 30 години, кога навистина можеби биле ограничени можностите на илустратори и на писатели да се појават во тогаш единствените медиуми. Меѓутоа, јас лично сум среќна што денес има повеќе медиуми, што секој има шанса да покаже и да докаже колку може, колку вреди, колку е комерцијален, колку е уметнички, колку е талентиран и така натаму. На она што можеби најмногу недостазува во моментот е критиката. И верувам дека во тоа ќе се сложите. Значи, издржана литературна критика за творештвото за деца. Значи, мораме и на тоа да посветиме многу внимание, затоа што знаете, во секоја уметност има критичари кои што гледат позитивна или негативна критика. Друго е прашањето публиката што ќе прифати и што ќе го сака и што нема да го сака. Меѓутоа, некои критериуми кои што луѓето се занимаваат професионално со тоа, би требало да се постават и да се почитуваат. Го спомнавте Видое Подгорец, ќе го спомнам и Киро Донев, ќе го спомнам и Стојан Тарапуза. Можеби тие сега не се толку актуелни во ова време, но сепак нивниот пристап, нивниот репер, нивното прифаќање на генерациите и тогаш и сега, треба да ги испочитуваме и Горијан Петревски, Глигор Повоскеве ме дополнува тука. Значи, ние мораме да ги почитуваме тие што биле пред нас, но тоа не значи дека не треба да дадеме отворена поддршка. Јас како уредник во Детска радост, ја користам оваа прилика, да ги поканам сите млади автори да соработуваат. Најдобрите, тие што ќе исполнат некакви критериуми за објавување, јас лично ветувам дека ќе бидат објавени. Оној мит за Детска радост дека не ги пуштал, дека илустраторите биле на второ место, верувајте дека не е така. Значи, јас сум 30 години во Детска радост. Јас зборувам за многу пред 30 години. Па, нека и пред тоа. Меѓутоа, илустраторите беа на многу висок пиедестал, особено Александар Цветковски, еден од професорите на Ликовната академија, кој што, знаете, Детска радост важеше за академија за илустратори и за писатели. Имајте го тоа во предвид. Од тука излегле многу важни илустратори, многу важни писатели, кои што ставиле вистински трак и во илустрацијата за деца, и во литературата за деца. Тогаш биле други општествени услови, да, се сложува. Детска радост држала монопол, да, се сложува. Меѓутоа, верувајте дека критериумите биле многу високи. И дека цел расадник и на писатели, и на илустратори, односно Детска радост била расадник. И секогаш вистинските таленти добивале шанс. Океј, ви благодарам. Да, мораме да привршуваме ради ова. Бевте многу конструктивни, а особено согласно со вас во констатацијата дека немаме критика. Заправо критиката најдобро, мислам компетентна критика, би пресудила во оваа мала полемика меѓу нас кој има право. И тоа не е во една, да речам, пригода, туку тоа континуирано. Да, но во секој случај сега да кажам, ние го почитуваме, ја баш цело време изборам, ја читам можда еден од ретките што чита книги стари 50, 60, 70 години, така што ја ви реков 100 пати, имам доста амбивалентни чувства кон тоа. Нешто тоа е стварно добро, а Детска радост беше монопол, тоа е факт. Ама повеќето е многу лошо и тоа лошо на неверојатен начин. Драстично лошо, се до длабоко во 90-ти. А инаку имало и сјајни работи. Имам пријатели што работеле во Детска радост, Ванчо Полазаревски и разни други. Објавувавме со Игор Тошевски стрип крај на 80-ти, едва и не примија, бидејќи ние бевме онака као Детска радост има едиција, значи на време. Чиновските сликовници и сето тоа. Не сакам да полемизираме, ви реков. Но не ги свативте моите поенти, барем ја кога бев критичен кон нашето книжевно наследство. Тоа што го правила Детска радост во однос на хрватски или словенски изданија, ја дојдевме државата бескрајно далеко. И ради тоа се чудам зашто не си учел малку повеќе од најблискиот. Ама денес ние, пак се согласувам со вас, не е толку конструктивно, мада е важно да имаме зрел однос кон традицијата, им критички, а им да ги прифакаме добрите ствари. Но, фала Богу, сите генерации имаат своја обврска. Денес треба да се тркаме со она што е врвно денес, а не да... Така што имаме нови предизвици. Драго ми е што ја браните традицијата, што сте уште во Детска радост, драго ми е што
интервениравте, но ви велам, не е овде намерата да плукаме на детска радост, туку да видиме кај сме и што сме со нашите одговорности. Ама и ние сме дел од тоа. Би било убаво некој од нас да седеше тука денеска со вас, тоа сакам да... Да, ама ако сакате да ги имате добрите придобивки од детска радост, а има, еве јас ви кажувам, има многу, имало сјајни илустратори. Според мене тие биле на прсти, тоа било 5% од продукцијата на детска радост. Но и велам, ако сакате со тоа се гордиете, ке треба го земете и товарот на ужасот што го правила детска радост. Така што Само детска радост, значи тогаш била и култура, биле и други издавачи. во детсково издаваштво главно детска радост и тоа исто беше проблем, таа монополизација. Лоша редакција, лоши уредници, а за ликовно Билјана има право. Немала јасна политика. Уредниците на детска радост биле главно ликовно тотално неписмени. Главно. Тоа е... Знаете како тоа? Ама тој и денес трае, за жал. Тоа беше поделено, јас давам текст, текстот го се дава на илустратор и уредникот многу не се занимаваше како да илустрација ги дава илустратор. Тоа ли го кажам од искуство. Сега јас како кога работам како уредник, јас ги давам точни насоки и инструкции како треба да изгледа илустрацијата и кои цели треба да ги задоволи на текстот. Затоа што колку е детето помало, толку илустрацијата поважна. Визуелниот момент е оној прв кој што детето го помали. После текстот. Значи многу работи се изменени. Дарувај. Добро, тоа е јасно. Ви благодарам уште еднаш за конструктивноста и за полемиката, тоа е важно секогаш да имаме на вакви настани. Ви благодарам на сите за вниманието, вас особено за тоа што прифативте да учествувате во корона атмосферава. Значи, следна содржина е тоа што ние секогаш као најсвечен дел од фестивалот, ја немаме за жал главната добитничка, ама имаме видеа со неа и Владимир Мартиновски ќе каже неколку зборови за Јана Бауер, така што ве поканувам да останете, имаме мала пауза од 10 минути.